Како си венгава. Ајде, отворено е. Помили Митрейце, помили. Добро утро, Крсте! Дал ти Господ добро, Митрейце, шо вака рано ни шаршијам? И че не е рано. Ја одвај дочекам да се раздени, дотвориш? Да отворам, ами ти знаеш оти ја меѓу првите отворам, да си фатам работа со време, да не го губам денот. Туку, кажи ми, ти што дојде, што ти треба некое џумче, нешто вака друго, Море, какво џумче? Имам ја џумо и за 2 живота. Туку... Го свршивме илчета. Вчера на водици збор си дадоја. Ајрлија, со среќа нека му е. Убо сте направиле. Помили седни. И да ти кажам, време му беше. Убавна мајка конечно да ме израдува. Па здравие Боже кај Прочка, ќе ги венчаме. А невестата? Кротка, мила, уба, ај, да ти е милина да ја гледаш. Едва и чекам да си ја земиме. Убо. Алал нека им е. Ами дај Боже. Туку сакам да си ја дарувам од честно почестно. Прстени обетки имам од мајка ми. А за свадбата сакам да порачам еден невестински подбрадник да ја дам. Да накитам, додна му бидува како што е редот. Ете зато сум кај тебе дојдена. Да ми направиш еден невестински подбрадник од тие твоите убаите со парички, само ти кој што знаеш да направиш. Бива? Бива. Како не че сум направил? За тебе најубав. А велиш, на Прочка ќе правите свадбата? Да, од типа после фаќаат великденските пости и не венчаваат. Така е, ама има време до Прочка. Уште колку време има. Рано уште сега да го почнам подбрадникот. А имам и многу други нарачки што би се за побрзо. Не. Ја знам дека има време. Ама ја некако со време да си го фатам редот, оти немој после да испадне дека сум задоцнила, па да ме забореиш, Ау, како ќе сум те забораил? Ич да не вериш, Гајле. Речено, сторено. За Прочка ќе си имаш нов невестински подбрадник. Па што ме така, седи ми со здравје. И само гледај да не ме забореиш. Де не били, Гајле, само за убоде. Ај, седи ми со здравје. Ај со здравје. Кој ќе памти до Прочка, бе Боже? А имам еден куп нарачки. Овој колонот да го допреам. По обетките на Симка, па прстените на Јованка. А до Прочка уште колку има, бре Боже? Чекај, вака. 1, 2, 3, 4 недели до Свети Трифун. И, и уште една, така ли беше? 1, 2, до Прочка, 6. 6 недели, така е, 6 недели. Ами, деној? Ја работа ова сметањаво. Ништо вака не правам. Ќе треба негде да ги пишам.
Мајсторе, се донесов, се што ми нарача. Што си се задумал толку? Да не загина нешто? Не бре, синко, туку барам некое книжуле или нешто друго да подзапишам нешто. Тамам работа ќе ти донесам јас. Туку, што ти текна? Да не заборави да наплатиш. Не, Да не врати кусур. не бре. Добро, ајде, ќе донесам тогаш. Туку, колка книжуле ти треба? Ами, колкаво... Така... За да пресапам 6 недели да ги пишам деноите. Значи, така големо, по-големо книжуле. Чекај, мајстор. Тебе ти треба книжуле за да ги пресапиш деноите. Ебе, не ти треба за тоа. Еве, јас ке ти ги пресапам во глава. Во школија даскалот само тоа не учеш. Секој ден по 3 пати не проверуваш. Прстите уште ме болат од тоа 7 по 8, 7 по 8. Туку, ајде, што треба да се пресапи? Седни бе, синко. Пресапиш вака. Да ми кажиш колку деној има до процка. Значи, вака. 6 недели до процка и сите по 7 деној. Ете тоа. Лесна работа. 6 недели. По 7 деној. Тоа се 42 дена. Ете толку. Море, како пресапи, алал ти вера. Туку, пак се многу. 42 велиш. Ами, како ќе ги пребројувам? Пак ќе треба негде да ги пишам. Се сетив, мајстор. Не бери гајле, се сетив. Мајсторе, вака сега. Тука имаш 42 зрна граф. Ти ги ставам тука во торбулето и ти секој ден ќе вадиш по едно зрно и ќе го фрлаш. Ајде. Како ти текна? Браво, бе, синко. Алал да ти е школијата. Тамама работа. Туку, мајсторе, да внимаваш да не го загинеш торбулево. И да не заборавиш да фрлаш по едно зрнце граф ката ден. Тамам работа. Како ќе сум заборавил? Готово. Ова работа е готова. Завршена. Значи, вака, ко ќе дојдам на 5 деној до крајот, на 5 зрна граф до процка, тогаш ќе го почнам подбрадникот. И ќе го завршам на време. Што ти значи школија? Мене татко ми само занает ми остави. А ти и двете ги имаш. Занаетот од мене, школијата од татко ти. Ајде, мајсторе, да се фатам за работа. Ајде.
Рано е уште. Рано е уште. Има време. Има време. Е. Добро дојде домакине. Дал ти Бог добро, домачинке. Како помина денес во дуќанот, а? Како? Троа уморен ми изгледаш. Ке ти клам да подкаснеш нешто. Не, сега не кламе ништо. Да одмора малку, па после. Денес, кога ме наваса еден куп народ. Те овој дај тепсија, те овој дај ѓумче, залепи тука тро, одлепи тука тро, овој он. Многу ми се собра. Туку, домакинке, ај, одам да си прилегнам. Ако, оди прилегни во одајчено. Па попосле ке си подкаснеме. Што има во кесулевот да толку тежи? Чекай да видам. Граф. Леле, мажу. Јас знаев дека толку сакаш граф, ама до толку и неварен да го клаеш. Море камо да е тоа маката. Уште утре ќе му сварам тавче графче. Прсти да си излиже. Ќе одам да го покиснам граот. Ете што му било мака на човекот. Си сакал граф. Ми што не каже. Туку, кога толку сака граф, да му клам ја во косулево, да, кој ќе го гледа, да му се помни душата.
време стаса. Крсте! Доаѓам! О, Митреице, добро утро! Добро утро. Добро е. Нема да чекам. Оти многу брзам. Знаеш колку работа имам? Глата не знам кај ми е. Шо е, моли Митреице, шо станало? Да не гори некаде, а? Е, како шо станало? Ами утре ми е свадбата. Си дојдов по невестинскиот подбрадник. Ама нели така се позаревме? Ај, седни малку. Чекај, полека. Како утре свадбата? Абе ти Митреице нешто се измешала. Знаеш колку има до Процка? Чекај да видиш. Море, Крсте, ти да не си се мрднал со умот? Ја подбрадникот ти го барам, ти овде граф ми требиш. Какво требење, граф? Ова се деноите до Процка. Јас овде си ставив толку зрна, граф, колку што има деној до Процка, од порачката до Процка. Да не ја забам работата. Ама еве, гледаш и сама, ко шо велат зрнава, граф, годинава ќе нема Процка, а бога ми и до година. Леле, Крсте! Абе, шо зборуваш? То ниту било, ниту ќе биди. Како може и Процка да нема? Леле! Оној дедови, многу чуден човек. Се заљубил во гравон, та сега и на Митреице и го покажува. Амори, Митреице, и тебе ли те начека да ти го покажува гравот? Што мерак беше, бре. Затоа му прикладов некое зрно грав во кесулено, за вака која ќе се фали да не загуби некое зрно. Еле, мори домаќинке, мори, шо ми направи, мори? Кој дјавол те натера да ми дотураш зрна, граф, во торбулево? Ами, тие зрна ми беа бројани, мори, токму како деноите до Процка. Леле, како ќе поминам сега низ чаршија. Цел еснав ке ми се смее. Резил ке ме сторат. Ај, женава ја прелагав. Утре свадба треба да прави. А од кај сега да и најдам нов невестински подбрадник? Леле, мажу жива да не сум што ти ја сгрешив работава. Ами јас за Арно, сакав Арно да ти направам на душата. Жити, Господ, немој да се сакалдисуваш. Слушај, ги донесов Маре, Кире и Стојанче, препраени за на Процка. За да ги видиш. На Маре и го кладов под Брадников. За да изгледа како невеста. Оној подбрадник што не си го зема меанџијата од соседно село. Се сеќаваш? Види го. Нов, неносен. Убав, преубав. Како што мој Крсте знае да направит. Шуќур! Имало Господ. Се преплашив. Ми се скуси животот. Ќути и Крсте ја решивме работава. А да бидам искрена, токму и ваков сакав. А сада ми даваш друг, не го земам. Митреице, и кога сакаш Арно да направиш, како што велат старине, и од многу Арно не ќе е на Арно. Туку имало Господ. Се заврши работава. Ами не е за кого е речено, туку за кого е печено. А овој за мене си бил.
А ја да си го фаќам патот, да бркам работа. А вас сутре сите ве чекам на Оро. Ке дојдеме. Ај дојдеме. Останете ми со здравје. Ај со здравје. Туку се е добро, што добро ќе се заврши.